Филип, ти си релативно млад политичар и сега си на функција си директор на библиотека. Барем неколку години наназад беше на удар на новинарите. Постојано насловните печатени медиуми беа исполнети со твоето име и тоа што ти си правил. Како ти го доживеа тој, како е твоето искуство со новинарите? Еве сега имаш еден новинар испроти тебе. Како ти ги доживуваш новинарите? Како ги доживувам? Прво, големо прашање колку новинари има во Македонија, затоа што повеќето лица кои што се занимаваат со информирање на јавноста не се новинари. Немаат завршено журналистика и не се со соодветно образование. Ова не случајно го кажувам затоа што сметам дека посебно во условно кажано еден процес кога треба да од политичарите или од власта или од центрите на моќ се трансферира порака до јавното мислење, треба да имаме навистина одговорни лица кои што тоа го прават во интерес на јавноста, а не во интерес на круговите на моќ. Така што во Македонија ми се чини дека работите се превртени upside down, значи наопачки. И сите работи што ги имаме како трансмисија од новинарите или поголемиот дел од таа материја, всушност служи за перење на мозокот, односно за прилагодување на масата, да биде послушна и да ја прими пораката независно каква е пораката. Значи, ќе се сложиш дека станува збор за моќна каста. Како не? Новинарската фела всушност не е моќна, но е само продолжена рака. Зборувам за повеќе луѓе, зборувам за повеќе весници, спремен сум да ти одговорам со име и презиме, за весници, за луѓе. И само навидум делуваат моќно, односно дека имаат влијание како новинари или како весници. Всушност, целата порака се креира на други места, во силни центри на моќ, кои што имаат свој континуитет најмалку 50-60 години, и центар на моќ кој што не дозволува неговата единственост, неговата цврстина, силина да биде допрена, ниту разнишана. Така што се користат сите начини на контрола на масите. И можам да тврдам со одговорност дека теоријата за психологијата и теоријата за контрола на маси кај нас во Македонија функционира 100%.